Во тек е изградбата на фекалната и атмосферската канализација на улицата Кирил и Методи во Кочани како дел од активностите што претходат за асфалтирање на оваа улица. Службите од одделението за уредување на градежното земјиште во општина Кочани објаснуваат дека со овој канализацијски дел се зафаќаат атмосферските и отпадните води од поширок простор над Белскиот дол во околината на споменикот на Слободата се до крајот на улицата 14-та бригада. Со овој проект на кој се работи половина година е изграден колектор со должина од 438 метри кој веќе функционира и на кој е приклучена постојаната фекална канализација. Од предвидените 8 краци со вкупна должина од 1 километар изградени се 3, паралелно со кракот 1 се гради атмосферска канализација со сливните решетки и улични сливници, соопштуваат од одделението за уредување на градежното земјиште. Градоначалникот на општина Кочани Никол Челиев истакнува дека изведбата на канализацијата на овој проект во градот се оценува како една од најсложените градби и еден од најскапите проекти од ваков вид, за кој се наменети 9,5 милиони денари. Илиев додава дека освен тоа што се решава инфраструктура на која се чекало со децении, се создава можност за изградба на нови индивидуални градби над улицата Кирил и Методи. Работите ги изведува фирмата Калина од Оризари, а надзорот е на фирмата Инвестинг од Радовиш. По изградбата на фекалната и на атмосферската канализација, избраниот изведувач Ленди Груп ќе ги асфалтира 4 краци од улицата Кирил и Методи со вкупна должина од 732 метри.